Здраво на сите и добро дојдовте во уште една епизода од подкастот Наука за сите. Денеска имаме уште една супер интересна гостинка. Се вика, ајде самата ќе ни се представи да не го откриваме името. Инаку не запозна Биби Мојсовска, која што исто така учествуваше во една од претходните епизоди и на нејзин предлог, иако се уште се немаме запознаено лично со вечерашната, односно со денешната гостинка, веќе имам чувство дека се знаеме долго, супер ни оди разговорот, се надевам дека ќе има слушателите можност да се запознаат исто така со неа и работи во една многу интересна област од науката, која што има допирни точки и со секојдневниот живот, нели, и од областа на активизмот и од областа на науката, така што ајде да откриеме за кого се работи и 3, 2, 1, повели. Здраво, Атанас. Фала што ме покани да учествувам во оваа иницијатива Наука за сите, или како што рече ти, Биби ме намести на ова. Се викам Ивана Лозановска и сакам да ја поздравам иницијативата Наука за сите, бидејќи сум слушала ваши подкасти и имате интересни теми, ама ги водите во некоја релаксирана атмосфера и затоа мислам дека се разбирливи за сите. Валјда затоа и сте го дале името Наука за сите. Епа, здраво Ивана. Фала ти на прекрасните зборови, навистина едно од главните цели на Наука за сите е токму да се запознаеме со наши паметни дечки кои што се распространети низ светов и кои што работат на разни истражувања и воедно, нели, да дознаеме кои се, каде се, што прават и да не само тоа, не да ги дознаеме, само туку и да слушнеме кои се нивните размислувања во однос на современата наука, во однос на современите теми, кои што ги поврзуваат, нели, Македонија, кои што се актуелни во светот и така натаму. Така што ова е еден опуштен интелектуален дискурс и се надевам дека уште повеќе ќе добие на големина, на магнитуда од сега па натака. Епа, Ивана, вака, кажи ми сега, значи, најпрво обично почнуваме со формалното образование. Ти заврши кај нас, што заврши, како дојде до тоа, мислам, зошто ти стана интерес токму таа област од науката и кратко едно само представување. Да, сега ќе почнем од кај што сум моментално. Моментално сум во Португалија и работам како докторант на Универзитетот во Лисабон. Повеќе од 4 години сум веќе тука, значи работам на моите докторски студии. Инаку ова е шумарски истражувачки центар и еден од најстарите во Португалија. Но пред да дојдам тука, мојот академски пат започна на ПМФ и таму завршив екологија на природно-математички. И за време на студиите дома бев активен член на истражувачко друштво на студенти биолози, кој што за време на летниот период има двонеделна акција некаде во различни делови на Македонија и таму се истражуваат има различни истражувачки групи од растенија, животни и баш тоа членување таму за време на моите студии, мислам дека допринесе многу да видам кој дел од екологијата ме интересира и потоа мислам дека многу влијаеше за да добијам студии за мастер, бидејќи се цени не само формалното образование кое што валјда нели секој го има, туку какви се и интересите на студентот вон факултетот. И откако ги завршив студиите, како што спомнав, добив стипендија Еразмус Мундус за магистерски и поминав 1 година на Универзитетот во Копенхаген и 1 година на Универзитетот во Готинген во Германија. И
таму темата всушност на мојата магистарска беше за одржливо управување со шуми и природни ресурси. Така да и понатаму потоа ги добив докторските студии во Португалија, за кои што аплицирав, кои што се во насока на рипариски шуми, а и подоцна ќе објаснам точно што се рипариските шуми. Со био се запознавте во Данска или се знаевте од Да, претходно? не се знаевме од претходно, се запознавме во Данска, бидејќи ја дојдов во Копенхаген, а она беше, мислам дека тогаш докторант уште во Роскилд. Да. Така нешто, И да. таму се запознав. Таа ти беше на јапонски, тоа се вели сенпај, а ти беше нејзин кохај. Значи тоа е нешто како некој кој што има искуство пред тебе, па те воведува, ти помага, мислам, во новата средина, така барем тоа е еден јапонски концепт. И супер. Инаку од кој град си од Македонија? Од Скопје сум. Од Скопје си, не те прашав за тоа. Супер. Да. Значи преку активностите со Македонското еколошко друштво, ти со друштвото на студенти биолози на така. Да. Ти се роди желбата, тоест љубовта кон екологијата како наука, како научно поле, меѓу другото, нели? И те мотивираше да продолжиш во таа насока. Сега, оно што е интересно, нели, да се објасни за нашите слушатели, барем според употребата во македонскиот јазик, зборот екологија, како да има две, така да речеме, употреби, две дефиниции. Едната е дефиниција во контекст, нели, на слободниот говор, во контекст на општеството, екологија, и има научна дефиниција која што стрикно ја дефинира ова област во биологијата. И сега, дали може малку да ни објасниш која е разликата помеѓу, нели, популарното сваќање на терминот екологија и екологијата како научна дисциплина? Интересно е тоа што се поврзува екологијата со, например, нели, чистење на улици и собирање ѓубре. И тоа е окей, но ако си активист, ако се бавиш со еколошки активизам. И луѓето кои што се активисти, а не се бават научно со екологија, тие се викаат екологисти. А оние луѓе кои што научно се бават, тие се еколози. И често пати сум гледала дека се мешаат овие два термина на телевизија или по портали, погрешно се користат. Но ја затоа може, нели, да се разјасни. А инаку екологијата како наука има биолошка основа и по дефиниција тоа е наука која што ги проучува самите организми, значи како се изградени, како растат, како се размножуваат, какви се врските помеѓу организмите и какви се врските помеѓу организмите и нивната средина. И има различен фокус на проучување на овие точки. И значи може да се проучува само еден вид, може да се проучува на ниво на популација, кои што се на ниво на популација, кои што се повеќе индивидуи, но припаѓаат на една иста група, или може да биде на ниво на заедница, кои што се различни групи што живеат на едно исто место. И четвртиот фокус може да биде на ниво на екосистем, кој што подразбира врски помеѓу живиот свет, како например или така наречен биотички дел стручно, кој што опфаќа растенија, животни и микроорганизми, и какви се тие и какви се нивните врски со неживиот дел на природата. А под нежив дел или абиотички дел на природата се подразбира вода, атмосфера и почва. Значи, екологијата ги проучува сите овие аспекти. И понатаму, кога човек специјализира во една одредена насока,
се дели дали ќе специализира на вид, на популација, на заедница или на ниво на екосистем. И зошто екологијата е битна, односно зашто познавањето на екосистемите е битно, бидејќи ако знаеме како еден екосистем функционира, е од пресудно значење за човештвото, бидејќи и ние спаѓаме, како живи суштества, спаѓаме во екосистемот и затоа кога има пореметување на рамнотежата на екосистемот, во кој што спаѓаме и ние, тоа нарушување на рамнотежата влијае и на човекот и на целото човештво. И е дефинирана екологијата како наука од страна на германскиот научник Хекел во 1866 година и од тогаш си е како засебна дисциплина. Така. Сега кај нас екологијата повеќе се асоцира со чистење на средината во која што живееме, значи заштита на животната средина, се зборува во контекст на загадување на воздухот, водата и рециклирањето. Но екологијата како терминологија всушност опфаќа многу поширока сфера на интерес од она што е само заштита на животната средина. Многу повеќе од тоа. Да, бидејќи заштитата на животната средина оди во насока на заштита и прочистување на воздух, прочистување на вода и рециклирање, секако имаат допирни точки, меѓутоа еден човек не може да работи сепак мора да се специализира во одредена насока, а конкретно значи кога се работи на пример екологија, може да се работи проучување и заштита на растенија, на животни и на предел исто така. Може да биде. Значи таргетот на екологијата е биодиверзитет. Повеќе биодиверзитет. Во наши услови таа заштита на средината, тоест на флората и на фауната е заштита од, да речеме, човековото влијание, кое што најчесто врз средината е деструктивно, но ќе спомнеме за тоа малку подоцна во нашиот разговор. Мене ме интересира малку повеќе и професионалниот дел, значи какви конкретни истражувања правиш во листата на твои трудови и дел од она што го прочитав. Зборуваш за рипариски шуми, односно тоа е таа еколошка популација која што најчесто е тема на твојот интерес. Дали може да ни кажеш нешто повеќе во врска со тоа, односно за твоите истражувања, што се рипариски шуми, како ги истражуваш и зошто се важни? Да, поле на истражување значи ми се рипариски шуми. Конкретно работам во Португалија и затоа тие се медитерански рипариски шуми, бидејќи спаѓаат во медитеранскиот појас. Инаку рипариски шуми се оние дрвја што растат покрај реки. Така за луѓето верувам дека сите ги имаат видено, но не знаат сигурно како се викаат. И тие се интересни за проучување, бидејќи се наоѓаат на преод помеѓу водна и копнена средина. И имаат адаптации и за водна и за копнена средина и нивната екологија зависи од тоа дали и колку вода има во реките. И овие шуми се битни бидејќи се многу сензитивни на промени кои што доаѓаат од двете средини, и од водна и од копнена. И ако се земе трендот на човековото уништување општо на шумите е голем, без разлика дали се рипариски или друг тип на шуми. И конкретно и рипариските не се исклучок од тој тренд кој што се случува во светот, а инаку се важни овие шуми бидејќи служат како физичка бариера, пример од
од речните текови. Потоа помагаат да се редуцираат поплавите, бидејќи преку впивање на водата преку корењата не дозволуваат штитат од ерозија и помагаат да се редуцираат поплавите. Ова Исто е многу така, интересна поента, да, нели, типично се размислува за улогата на дрвјата, да речеме, на планина, нели, од лизгање на земјиште и така натаму, да, уништување на таа да, флора, но ете има и многу битен ефект и врз, тоест улога на бариера помеѓу речното корито и околната средина, така што слична улога имаат и на планина и покрај вода, што е многу интересна да, улога на дрвјата. да. И исто така помагаат и да се филтрира водата од нутриентите, пример ако има некоја нива наоколу и влегуваат многу нутриенти, се еутрофицира водата и тие служат за екстрахирање на нутриентите, значи на некој начин ја прочистуваат. И служат и како живеалишта за многу други животни. И затоа има многу големо е значењето на рипариските шуми, но мислам дека сепак луѓето не се доволно запознаени за користа од рипариските шуми. Мислам дека се перцепирани само како дрва што се нашле да растат покрај река. Тоа Да, ми е интересно. многу ретко се помислува на улогата на одреден Да, организам, на одреден вид и нели во тој баланс на екологијата верувам дека секој вид си ја има својата улога и постои токму да, затоа што има некаква функционалност, нели? секако. Да. Вака како прочитав дека истражувањата ги правите преку патување за научни цели или тоа на англиски би се превело како field trips. Да. Одите на одредена локација, менувате локација, како собирате и анализирате примероци? Мислам, како се одвива технички едно ваков вид на истражување? А, Прво, окей, одредуваш каде треба да одиш според тоа што ти е цел на задачата и најчесто се работи во тим од двајца, ако не и повеќе луѓе, сега зависи од обемноста на работата. И тие денови или недели додека си на терен се така доста исцрпувачки, зашто почнуваш рано са бајле и завршуваш толку колку што трае денот, колку што има светлост надвор и без разлика дали врне, дали е многу топло, значи работата на терен мора да се заврши. Онака кампувате, мислам, во шатори? Да, некад зависи. Зависи каде е полето кај што треба да се истражува. Некад тоа се скроз некои remote areas, кај што мора да бидеш со шатор, нема доволно, мислам, нема покриеност на мрежа, телефон, интернет и такви ствари. И некогаш е поблиску до некое населено место. Но во принцип да, се оди на терен, се собираат податоци, претходно се прави листа све што ти треба, нели. Конкретно ја запишувам кои се растенија ќе ги видам таму и после се враќаш во лабораторија на институт, средуваш се што се земал, ја земам примероци од видовите што ги проучувам, ги ставам во хербариум, некои ги одредувам на терен, некои кои што не ги знам доволно, ги носам во лабораторија, па ги гледам под бинокулар за да видам за кој вид станува збор и потоа се анализираат податоците. И се Дарвин оди на систем. терен, да, се иде на терен летно време најчесто за да се опфати и пролетен, за да се опфати вегетацијскиот период. И средувањето обично на податоци е окей во есен, после во зима пишуваш труд и се среќен ако го објавиш до следното лето кога треба па да идеш на терен. Така, ова е интересно да верувам дека ваквите студии, мислам, се диктирани од динамиката на природата и тоа ги прави многу интересни, многу убави, мислам.
веројатно се чувствуваш и дел од сето тоа, како нели во една поголема целина. Да. Кај нас во Македонија се прават, мислам, сличен вид на студии. Дали случајно имаш информации, податоци, нешто, како се движи Мгм. кај нас ситуацијата? Мислам дека не мислам, туку знам дека се прават и се организирани на сличен начин. Ја мојата дипломска работа ја направив во Македонија на 3 блата во Македонија кај што работев и се функционира на сличен начин. Се иде на терен, се собираат податоци, дел се запишуваат таму, дел се запишуваат во лабораторија, се Кои се анализираат, така да атрактивните локации кај нас? Мислам најчесто посетуваните локации, од интерес на еколозија. зависи мислам дека зависи од тоа што проучуваш. Еве, на пример, конкретно за мене, бидејќи се бавев и дома со блатна вегетација, што е дел од рипариската вегетација или слично со неа, белчешко блато, на пример, е познато за еколози, за луѓе кои што сакаат да се бават со вакви типови на живеалишта, блатни или водени, што се на преод помеѓу копно и вода. Но има и други. Ова е само еден пример, така што ми дојде да го Има спомнам. разлика помеѓу блато и мочуриште? Или тоа е синоним за? Има разлика во однос на тоа како се полни со вода, од каде доаѓа вода во едната средина, а како доаѓа вода во другата средина. Меѓутоа, на пример, кога станува збор за рипариска зона, таа е стрикно определена дека водата доаѓа од река, значи се поплавува само од река. Така да тие се тесно различни се, слични но различни. Тесно се поделени. Да. Така, морав да прашам, прв пат зборувам со експерт по екологија, така што овие Да. дилеми мора да ги расчистиме. Што е блато, што е мочуриште. Супер, супер. Да. Вака да те вратам малку, бидејќи нели желен да скокнеме на овој интересен дел околу истражувањата и екологијата, заборавив нели да на почетокот да спомнам дека работиш во Лисабон, во Португалија, и фала ти нели само што не подсети за тоа. Сакам да те запрашам како е нели животот таму, како е културолошки стилот на живење, дали има разлика помеѓу нас и помеѓу македонците и португалците, сепак на некоја си така иста линија, на кај Медитеранот сме и ние и тие, мислам, дали имаш некој онака, да речеме, стереотип кој што би бил различен помеѓу нас или сличен, или како е нели животот, културата и така натаму? Да. Во животот во Португалија мене ми е интересен и мислам дека човек што доаѓа од Македонија лесно би се навикнал на тој живот, бидејќи некако е пријатно. Прво, климата кај што е стално пријатно топло, но не е претопло. И луѓето се исто пријатни, храната е вкусна. И интересно ми е мене лично за португалците тоа што кај нив се почнува покасно. Таму пред 9 сат мислам дека ништо нема отворено. Во 12 сат мора да се испие кафе и тоа луѓето обавезно идат надвор да пијат кафе. Мислам дека дома таму никој не прави и не пие кафе. Тоа има дел од културата. Така, Има тоа е повеќе како социјален момент, повеќе отколку нели како нутриционен момент. Да, изгледа. И долги паузи за ручек имаат и така некако бавно иде се. Да. И затоа ако на човек му треба нешто итно, со среќа. Така да таму све си е бавно, ќе го средат они, ама ќе помине некое време. Слично како кај нас.
Да, Со тоа ама што кај нас таму е малку понеизвестно дали ќе се среди воопшто. Океј. да, али таму што ми се свиѓа на пример ако се изнервираш, како дома кај нас кога ќе се изнервираш, у Лисабон за 15 минути си на плажа на океан и така да вајда и нервозата лесно ќе ти помине. Сега кај Мгм. нас мислам дека го нема толку тоа задоволство и затоа некако стварно е пријатен е Така, животот така. во Лисабон. Да, Па да, такви се тие земји кои што излегуваат на море, океан, мислам, си имаат поинаков вајб. Мислам, чувствуваш да, отворен простор некако, ја чувствуваш големината на просторот, за разлика кога си во некоја клаустрофобија од згради или така некои. Ам, да. во колку часот се стемнува во Португалија, типично, нели, подоцна од кај нас во принцип, или подолго трае денот или пократко? Подолго трае денот, до 9 сат е светло и Мм. после така почиња да се затемнува и добро, окей, значи ден некаде до 9 сат, да. Така, Португалија значи е 1 околу сат час, пред нас. да. Мгм, Може би затоа да, така си влијае малку кон, нели, подоцна да да, почнува да се буди животот во Португалија, да, многу интересно. да, може да е тоа причината. Да, не знам зошто, ама е така. Е, една хипотеза излезе од муабетов, ако ништо друго. За тестирање ова, мислам, во контекст на екологија има смисла во секој случај. Да. Е, уште еден термин сретнав, да се навратиме Мгм, малку на да. истражувањата. Во твоите трудови Мгм, зборуваш исто така за функционален диверзитет во контекст да. на видовите, во контекст на екологијата. Мгм, Што е функционален диверзитет и зошто мгм, е важен? Исто, нели, како и претходно, ако може малку да ми ја објасниш. да. Функционален диверзитет е тоа што ја го работам кај овие рипариските шуми што ги опишав. И тоа е проучување на карактеристиките на видовите. Значи, тоа е понов концепт, ако може да кажам, последните 20 години дека е понов, се развива и значи го опишуваш екосистемот преку не преку видовите кои што живеат таму, туку според тоа како тие изгледаат. Или би кажала, например, колку се дрвата високи, колку им се корењата длабоки, колкава е површината на листовите, дали пример, не знам, се расејуваат со вода, со ветар или преку животни и слично. Значи, се работи на карактеристики. Или traits, што на англиски, да, би го Особини, превела да, како особини, да, особини, карактеристики, црти, карактеристики, така да, нешто, да. да, да. И интересен е и интересен е за проучување бидејќи баш според тие карактеристики кои што се наоѓаат во екосистемот, може да се утврдат промени во истиот. Пример, ако кажеме дека во некоја река нема доволно вода и растенијата тешко виреат таму, тие сите ќе имаат нема да бидат високи, ќе бидат ниски, ќе имаат помали листови, значи уочливо е дека нешто се случува со екосистемот, дека има некоја промена. И ако во тој екосистем, пример, е многу унифициран, имаме само неколку карактеристики, а не мноштво на карактеристики, би рекла за тој екосистем дека не би можел да издржи некои понатамошни промени. За разлика од тоа ако имаме различни карактеристики во екосистемот, пример некои дрва да бидат високи, некои пониски, некои со средна височина, тогаш би рекла дека тој екосистем е стабилен и дека кога би имало некоја надворешна промена, кога има различни карактеристики, барем една би можела да се адаптира лесно на таа промена, и со тоа би опстанал екосистемот. Значи тоа е некој аспект кој што ја го проучувам кај овие рипарески шуми.
Така, да, на некој начин растенијата особено се рефлексија на средината во која што живеат, Да, бидејќи да, баш така. во контекст за споредба нели со животните кои што најчесто имаат способност за локомоција и можат да менуваат разни животни средини, да мигрираат Да. и така натаму, растенијата се заковани за местото во Мгм. кое што Фиксни. живеат, фиксни Мгм. така, и едноставно веројатно мораат да се адаптираат на самата средина и од тука произлегува нели таа нивна рефлексија за ова што го Мгм. зборуваш на состојбата во средината каде што се наоѓаат. Да, многу интересен концепт. Ам, Да. каде сме ние како луѓе во цела ова приказна? Нели во како дел од екосистемот во кој Мгм. што живееме? Која е нашата улога во истиот? Да. Ние секако сме дел како живи суштества, сме дел од екосистемот и често или најчесто негативно некако му влијаеме и конкретно за мојата работа го гледам влијанието на човекот преку изградбата на брани и хидроцентрали и нивното влијание врз рибариските шуми. И тоа на пример оди ам, во две насоки изградбата на брани и хидроцентрали. Прво, бидејќи со зафаќање на водата за иригациони системи или за пиење, не останува или има многу минимално вода за рибариската вегетација. И таа не би можела да вирее по тие услови. Или пак, што се случува е за добивање на електрична енергија, хидроцентралите испуштаат одеднаш многу вода која што е со голема сила и опустошува или ја корне вегетацијата и оставајќи со големи површини. И кога таа иницијална силина на реките ќе се намали, количеството на вода кое што останува во речниот басен е многу големо и растенијата се потопени. Немаат кислород и пак тоа е отежнато или невозможно да живеат под такви услови. Тие нагли промени, Да, да. да. Мгм. И во такви услови видовите ќе бидат може да бидат целосно заменети со некои екзотични видови или кои што се многу отпорни на различни екстреми, но пак тие видови кои што може да ги населат овие екосистеми, со себе повлекуваат различни после животински видови и со тоа се пореметува целиот баланс на екосистемот и тоа после не се рефлектира врз нас, врз човекот, во условите во кои што ние живееме. И така е поврзано на еден сегмент, поврзаноста на човекот со рибариските шуми, односно неговото негативно делување врз нив. И сега што може да се направи во однос на тоа, нели, како да ги зачуваме така наречените диви реки или оние кои што се уште се во нивната природна форма? Дали имаш некои препораки кои што Мгм. би можеле да ги следиме? Да. А, реките на светско ниво, значи, се многу зафатени од хидроцентрали, некаде можеби пола од реките кои што се со голема должина се зафатени и тој тренд на зафаќање е и понатаму, со тоа што Балканот покрај Кина и Бразил е едно такво хот спот подрачје за изградба на хидроцентрали и често пати, значи, може да бидат големи и мали хидроцентралите, а големи и мали се делат според тоа колку енергија произведуваат, односно колку вода зафаќаат. И често пати се мисли дека ако е мала хидроцентрала, дека таа прави помала штета, што не е точно. И голема и мала хидроцентрала и двете
сме истражувале дека прават штети на рипариската вегетација и за да се зачуваат последните диви реки или слободни реки на Балканот се води кампања која што е да се зачува плавото срце на Европа или Save the Blue Heart of Europe и таа има за цел да ги зачува овие последни реки во Европа, бидејќи зачувувањето на истите не е само за рипариската вегетација за која што јас зборев денес, туку и за сите видови кои што живеат таму, риби, ракчиња, школки што директно живеат во вода или на пример што се на некаков начин поврзани со вегетацијата како различни птици на пример, но секако и човекот. Затоа е битно да ги зачуваме, да се зачуваат реките во можеби не може толку во првобитната состојба какви што се, но да не се деградираат, да не се уништуваат до тој степен кој што денеска, како што спомнав, повеќето од реките во светот се зафатени. Да, не имаме, мислам, погледнато од човековата, нели, психологија, ова се такви видови на проблеми кои што се децениски, милениумски, многу бавно, нели, се одвиваат, но се толку катастрофални, нели, за живиот свет, што од психолошки аспект не чувствуваме ургентност на ситуацијата, нели? Ако го земеме типично примерот за климатските промени, се одвива бавно, неосетно, нели? Но кога ќе дојде до некоја прекршна точка, веќе можеби е доцна. Да. Така што навистина ова се многу важни теми за дискусија и јас би сакал повторно не да се слушнеме и може и да специализираме во таа насока повеќе во разговорот. Па Ивана, ајде кажи ми ги, само ме интересираат твоите идни планови, бидејќи сето ова навистина изгледа возбудливо. Екологијата и твоите изражувања се навистина една интересна област која што те отвора многу интересни прашања. И кажи ми кои се твоите планови за еднината, како планираш да продолжиш понатака со истражувањата? Бидејќи скоро ја завршив тезата, ја предадов, така да чекам дата за одбрана, тоа ми е вака во најблиска иднина. И понатаму... Ајде, скрши нога, што се вели. Да. И во меѓувреме имам да завршам некои трудови што ми се почнати со овие влијанија на влијанијата, негативните човекови влијанија врз рипариската вегетација и работиме на еден проект, ја лично како истражувач во Португалија за утврдување на така наречени екосистемски услуги, односно на проценување на бенефитите од рипариските шуми во Португалија. Така да ќе продолжам со тој проект и тоа е нешто што работам во моментов и со кој што би се занимавала и во некоја поблиска иднина, ама останувам тука на рипариските шуми и на значењето, нивно. Така. Да, супер. Јас се надевам дека ќе останеме во контакт и дефинитивно би сакал да организираме уште една епизода на поспецифична тема. Може. И може би повеќе во насока на тоа да зборуваме за македонски услови, значи за нашата екологија, за нашиот екосистем, за реките, планините, еве нели го имаме едно од најстарите и најдлабоките езера во Европа, Охридското езеро. За иднината на тоа езеро, за живиот свет околу тоа езеро и така натаму, може би да договориме понатака некоја исто така корисна, интересна епизода. И мене лично ме интересираат овие теми, така што навистина ти благодарам што одвои време денеска да се слушнеме, да се запознаеме и да продискутираме. Благодарам јавно и на Биби што беше стројничка во случајов, што не запозна за да продискутираме на овие теми и се надевам дека ќе останеме во контакт и слободно пиши
кога сакаш за било каква идеја што Важно. ќе ти падне на памет. Да. Фала и на тебе и супер ми помина разговорот и брзо, иако некако сакав да биде пократко, немам осад колку е со време, да не биде многу досадно или не знам, не е интересно, ама времето некако брзо пројде и да, супер во релаксирана атмосфера. Фала ти многу и тебе. Нема на што. Така што остануваме во Да, се контакт слушам. и бидеме поздравени. Се Фала. слушаме. Поздрав. Чао.